Протестите во САД полека стивнуваат. Државата најверојатно ќе одговори со полициски реформи. Два предлог закони во моментов се во Конгресот. Но и компаниите, филмската, телевизиската и спортската индустрија го менуваат начинот на кој што гледаат кон малцинските заедници и кон минатото на нацијата. Однесено од виорот е добитник на Оскар од 1939 кој го прикажува предвојниот југ и конфедерацијата. 11 сојузни држави кои се бореле да го зачуваат ропството во американската граѓанска војна во 1860-тите. HBO Max го отстрани филмот од својот стриминг сервис, цитирајќи расни предрасуди. Ова е само еден пример како компаниите реагираат на протестите кои се проширија низ целата земја. Реалното шоу Ергенот по 24 сезони најави дека за првпат главната улога ќе има афроамериканец. Пепси, компанијата во чија собственост се познатите американски сирупи и джемови тетка Джемима, го пензионира брендот по 131 година. Критичарите велат дека името и насмевката зад него се базирани на стереотип за афроамериканка која е среќна да им служи на своите бели господари. It took literally people's deaths for this company to really take a hard look at what was in front of them. Постапката на Пепси веројатно ќе ја следат и други компании. Производителот на ориз Војко Бен најави дека сега е вистинско време за еволуирање на марката. Слични сигнали има и од фабриката која ги прави сирупите за палачинки, господја Батерворд. We have for far too long, I think, engaged in business as usual and have sort of told stories and circulated images in ways that don't forward the agenda of people of color and other marginalized groups in this country. So I think the people taking to the streets coast to coast, not just people of color, but others who are just fed up. Промени ќе има и во спортот. NASCAR го забрани знамето на Конфедерацијата на нивните тркачки патеки. Сепак, за домородните американци останува проблем името на тимот од Вашингтон, Redskins, односно црвенокошци. Тие повеќе од 20 години бараат промена, велејќи дека називот е расистички и дискриминирачки. Засега нема најави дека тимот ќе попушти. И други тимови користат маскоти и символи кои домородните американци ги сметаат за спорни. Уште еден фронт во оваа битка се спомениците. Дузина посветени на личности од Конфедерацијата, како и на Кристофер Колумбо, се отстранети или вандализирани. There's just something very visceral about having to look at the glorification of the people and the symbols that really wanted to have you, your people who look like you, held in chattel slavery. Во Декларацијата за независност на Соединетите држави од 1776 пишува дека сите луѓе се креирани еднакви. Иако робството беше укинато во 1865 и денес, од време на време, на површина излегуваат проблеми со дискриминацијата. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.